Кога сме кај најголемите светски музички имиња кои што дошле во Македонија, воопшто концерти и познати фестивали, кој може други да ги организира ако не Авалон продукција? Овој пат Бобан Милошовски или Бобан Авалон со мене гостин во студиото на Репортер. Бобан, добре дојде. Здраво. Драго ми е што си гостин во нашето студио. По најава се многу концерти. Концертот на Deep Purple, Тиесто, Дајте музика, Сарајо, се ни да не ги редам, ти дојде ли конечно по 2 години пандемија, срцето на место, пошто повторно има Па ми дојде срцето на место, тешки беа овие 2,5 години. Поготово се тешки за профилот на луѓе на кои што припажам и јас, а тоа се луѓе кои што живеат за да работат, а не живеат од работата. И ми се чини, ако тргнам на страна некои приватни работи што ми се имаат случајно лоши во животот, ова ми се 2,5 најтешки години во животот, затоа што за да ја работиш оваа работа мора да ти биде адреналинот секогаш на највисоко можно ниво, а кога не си во можност да работиш ништо за да преживееш, мора да го обориш адреналинот на најниско можно ниво. И реално многу тешко ги преживеав овие изминативе 2,5 години. Тоа беше можеби за нијанса интересно првите месец-два, седиш дома, па керка ти нешто ти прави за јадење, никад пред тоа не правела, па ти нешто као чепкаш ова она, али после тоа се претвори во една локална хистерична апатија. И многу тешко ги изгурав тие. Дека тешко ги изгора тие 2 години, можевме ние да видиме на социјалните мрежи. Знаеше често да споделиш по некој статус, ама веќе имали крај. Па да, и после тоа мислам дека јас многу брзо се откажав од социјалните мрежи, негде 6-7 месеци после пандемијата, така ми дојде наеднаш некако затоа што преку пандемијата ни беа земени индивидуалните и колективните слободи. И некако ми дојде во еден одреден момент, имавме концерт со Амира во Битола и викам на Ивана, одлогирај ме. Ивана вика, абе шефе, не зезај, не се брукај, нема да издржиш ни 2 дена. Ја не да не издржив, него сватив дека траума имам од тоа и пресречен сум, се преродив. Ама не го врати Facebook профилот уште, така? Сега да ти кажам една тајна, си дадов збор, реков ќе го вратам Фејсбукот, оној момент кога ќе договорам некој стадионски концерт сериозен за 40, 50, 60 илјади луѓе во Македонија и во регионот, и сега некако мислам дека ќе договорам, али тешко дека ќе го вратам. Во најавата кажав Бобан Авалон, кој што работи со најголемите музички имиња и воопшто кој што ги донесе тука кај нас и во регионот. И во регионот, точно. Да не го заборам регионот, точно кај нас и во регионот. Како е да се работи со тие сите светски музички имиња? Колку вие лесно ги договарате или тешко? Во една прилика сум прочитала, решив да договарам концерти кои што се еднакви на самоубиство, полесно ми е да договорам некој обичен пејач да дојде да завршам работа. Јас успеав да направам од хоби живот. Живот, така. Значи ова во принцип јас би го работел и без пари, дури да сум богат роден, можеби и би платил, за да можам да го живам овој живот што сум успеал да го живеам овие 30 години преку работата, затоа што јас и Даниел почнавме од нула, значи почнавме од концерти во МКЦ, за да дојдеме до тоа да сега рецимо ние работиме Дијана Крал во Лисински во Загреб, кој е град од држава која е во Европска унија. И тоа одеше со години и едноставно мислам дека за да ја работиш оваа работа на овај левел ти треба CV. Сакам да те потетам на 28 август 1993 година во Круш Милијан првиот концерт кој што го организирала Авалон продукција, тоа е на Електрични оргазам. Да. И во една пригода прочита велиш прилично 2 неуспешни концерти. Да. Па тоа беа прилично 2 неуспешни концерти затоа што беа на сила. Значи ние ги работевме тогаш тие бендови низ цела Македонија преку лето. Електрични оргазам, Рамбо Амадеус, Екатерина Велика, Парти Брейкерс, тие сите имаа исти менаџер. Првиот концерт беше окей, вториот беше многу лош, ама тоа беа генерално оние почетоци кога свативме дека има недостаток на промотери во Скопје, кога тие притисоци од знаеш како и се спријателуваш со луѓето, тоаш кога работиш рецимо 5-6 концерта во Македонија,
во повеќето градови немаш хотели, спиеш во станови, се возиш заедно, она и едноставно така почна цела ова. И добро, кога поминаа тие два концерти, едниот успешен, помалку успешен, како се реши за оваа работа? Зошто не се откажавте тогаш? Знаеш како, некогаш судбината ги превзема работите во своји раце. Озма после тие два неуспешни концерта, мислам дека немавме некоја желба за терање дале и една сабота отидов јас во Мавровка. Имаше еден локал Стерна, кај што свиреа тоа време Банкрот Блуз Бенд стално. И ги среќавам пред Стерна Драголюб Ѓуричич, тогашниот бубњар на Лебисол, кој почина од коронава за жал, и Кокан Димушевски, кој што ми беше прв комшија на аеродром. Као, што барате овде, а Лебисол свиреа тоа лето пак два пати во Авалон во Гостивар, кај што ние работевме као дискотека, а живеевме во Скопје. И еве го чекаме Манде, еден пријател Грга од Београд, а и Манде тоа време правеше концерти, сака забранено пушење да му прави концерт во Скопје. Па викам, тај ќе правиме ние. И они ми го дадоа бројот од Грга и го договоривме ние забранено пушење тогаш и заработивме некои 3.500 марки тогаш на забранено пушење, што беа еквивалент на некои 15.000 марки еура сега. Так. И ја викам, ова е тоа, одиме понатаму. И одма после тоа се активиравме за Психомодо Поп во Загреб, затоа што па не доаѓаа загребски бендови, ради војната, немаше како. Се работеа само српски бендови тоа време и така приказната почна. Тргна возот. Да. Абе види, тоа е, знаеш како, пред сега со коронава сите најдовме некои стари фотографии, сите најдовме некои стари работи дома и така случајно јас најдов дома од татко ми еден, не знам како да го наречам, некој издание на гимназија Панче Поповски во Гостивар за втората генерација на дипломци на генерација Панче Поповски во Гостивар. И кога дојде на татко ми, го читам тоа тамо и вика Милошевски Анđелко Гаго дипломирал таа и таа година, беше познат во гимназија Панче Поповски во целиот Гостивар во организирање на спортски и на музички манифестации. И јас се заледив, се укочив. Татко ми е почина 91 година. Јас благе везе сум немал дека татко ми бил... Си наследил, значи... Да, и така да очигледно дека вака пошироко и поблиско во семејство тврди дека ги имам најдобрите и најлошите особини од татко ми, што значи дека од најдобрите сум повлекол на тоа. Так. Добро го спомна татко ти, ајде ќе те навратам тогаш малку на животот во Гостивар. Од какво семејство потекнуваш? Можеш да се сетиш на твоето детство? Па тоа е највредна работа во мојот живот е тоа. Значи, јас од татко ми не сум добил ништо, али сум добил најголемото наследство кое можам да го добием, тоа е урбана култура. Так. Значи, јас сум имал средба со плочи од Елвис Присли и од Битълси кога сум имал 4, 5, 6, 7 години. Прв пат кога го видов Биело дугме на телевизија, 76 година, тако ти е мала моја кад љуби босанац, јас имав 10 години и татко ми одма ми го донесе тој албум од Биело дугме, што би дава да си на место, а ми го најде и првиот кад би био Биело дугме за кој што јас сум имал 8 години и не дошло тоа до мене. Така да, не знам како да ти кажам, тие места и тоа време на живот и тоа беше рај на земја во споредба со ова што се случува сега. Многу брзо татко ми и мајка ми се преселија со работа во Скопје негде 77-78 година уште. Ние сме во Скопје од 80 година, дојдени јас од прва средно, а брат ми во многу лошо време тој заврши 5-то одделение во Гостивар, 6-то се запиша во Скопје, така да јас сум стар скопјанец, више 40 и кусур години има тоа. Ама дијалектов не го менуваш некој? Не, се трудам да не го сменам. Так, се гледа тоа. Да. Го спомна и... Многумина се трудат,
Поготово ги приметувам од Источна Македонија, мислам дека имаат највештачки скопски сленг тие од Источна Македонија, затоа што се травматизирани, рачунаат дека ќе лупнат нешто по нивни дијалект, а јас па се трудам цело ова време да колку толку што е можно по литературно да по литературно југословенски, по југословенски стандард, не по македонски. Одиш често во Гостивар сега? За жал не. Сега сакам да те прашам зошто во Гостивар до сега не организираше некој по веќе добри 20 години и немате нешто ставнато таму, ни куќа, ни ништо? Го спомна брат ти. Мислам дека тоа е една од најнеубавите работи кои што ти се случи лично на тебе и на твоето семејство. Колку ти недостасува брат ти? Колку ти беше тешко кога почина Даниел и дури ти се повлече од музичката? Па не знам, знаеш како мене ми е исто тешко и денеска. Знаеш, тоа е еден чуден синдром во кој што времето тука запира, не може да поверувам дека поминале 8 години, знаеш, јас и денеска 2-3 пати во текот на денот кога се дешава нешто добро или лошо, го земам телефонот да му се јавам. И баш правевме со Бора Ѓорѓевич муабет, Бора го се видовме во Скопје едно 5-6 месеци од кога почина Миша Алексич и Бора кажува ја вика 2-3 пута на ден, ја још увек викам Бора, ја 8 години помина од тогаш. И не знам, некако јас се навикнав на бол во овој живот и се трудам преку работа да се борам со тоа. И знаеш, кога ми ја соопштија веста за смртта на Даниел, кој почина додека јас бев на утакмица во нашата ложа 22 на стадионов од Партизан, јас реков заврши еден дел од мојот живот во кој што живеевме со Даниел као браќа, најдобри другари и партнери. Сега почнува еден нов дел за кој што никој не знае нити колку ќе трае, нити каков ќе биде. Тука ќе го споменам и концертот на Стинг, се сеќавам дека по одржувањето на концертот мислам дека имаше еден статус на социјалните мрежи во кој што имаше напишано дека конечно си го остварил сонот твој и на Даниел. Колку тоа беше остварување на аманетот на брат, колку лично те погоди? Знаеш како, Стинг е еден од омилените артисти на Даниел и бидејќи јас го работам букингот, на 2-3 пати се случуваше просто невероватно како ми бегаше Стинг низ раце. И мислам дека Даниел го болуваше тоа исто како и мене и поради тоа јас така изреагирав. Кој беше првиот концерт кој што го организираше сам? Не памтам. Не памтиш? Не памтам, ама мислам дека првиот концерт беше мој многу лош концерт. 40 години Биело дугме Горан Бреговиќ и Ален Исламовиќ која им рипна 2-3 пати матрицата. И ми беше многу тешко на тој концерт и уште потешко ми беше, мислам дека одма после тоа негде во декември, тоа беше ноември, а во декември мислам дека го работевме Морисеј во Белград во Експо центар и во Скопје, тоа беа првите концерти. Ми се наметна сега тука прашањето околу концертот на Ѓорѓе Балашевиќ кој сте го организирале во Белград, каде што никој не верувал дека на толку дошки ќе се собра толку, ќе дојде толку публика. Не, прво ни Ѓорѓе Балашевиќ не веруваше дека може да, тоа е еден шокантен податок да е тоа не само најголемиот концерт на Балашевиќ во живот, него му е единствен open air со карти. Така, да. Тој има еднаш, мислам, во Нови Сад и еднаш во Зрењани настапувано на плоштади, али као негов open air со карти, пошто претежно неговата публика е седечка. Так. И ние тогаш работевме, мислам дека ги работевме Green Day и Whitesnake тоа лето во Београд и јас се сетив, викам дај, а ја некоја работна хемија помеѓу мене и сопругава на Балашевиќ Оливера постоеше. Ја немам Оливера видено одамна. И нези се свиде идејата, Балашевиќ беше многу скептичен, рече мене тој немаше некои си добри 10 години настапувано во Београд. Мене Београд више не воли, затоа што сум ја
тако јак у Хрватској, у Словенија, у Босни и така дале и така дале. И на крај мислам дека до ден денешен и наш концерт по број на продајани карти најуспешен до сега на сите времиња. Ето и можеби се лажам за некои работи технички, ама концертот на Faithless сега малку тој е пред 20 години, првиот уствари концерт кој што го организирав. Тој ми е најдраг концерт во СРЦ Кале, убедливо, затоа што мислам дека таа возбуда тоа е од посериозни, иако малку беа пред Faithless некој месец, мислам дека Faithless заради енергијата што ја има на сцена и Кале као сала, мислам и знаеш како ние сме живееле во време во кое имало многу ловачки приказни, после тоа сам ги тестираш и едноставно тие муабети дека во Кале на Биело дугме имало 5000, 6000 и така натаму се научна фантастика, па ние едва и нагуравме 4, а таму збира 3 и беше тотален хаос. И тука исто се створи некоја хемија помеѓу Avalon и Faithless и мислам дека ние после тоа, мислам дека сме единствени што ги имаат Faithless на Балканот воопшто работено и кога се распадна, така се изљубивме и потпиша еден плакат на кој што сите концерти 13, мислам дека се по број и Faithless ми се едно од најубавите искуства во бизнисот. Концертот на Лени Кравец, колку беше тој 5 концерт непосреден имаше, знам дека за Охрид. За Охрид, меѓутоа и во Скопје го имаше како шетани Скопска чаршија. Да. Тоа беше чисто индивидуално негово и ние го видовме на социјалниве мрежи кога го. А вие не знаевте дека не, Лени Кравец носи стално со него на концерти. Веројатно секси пилот го тера на тоа да се слика во секакви ситуации, носи сликар и камерман на сите негови концерти, на сите негови турнеи, исти човек е, тоа не ми текнува сега како се вика, и едноставно тие си излегле, си прошетале, никому не се јавиле, и имаме ние неколку такви ситуации, рецимо Брайан Фери во Охрид, пак ќе дојдеме до тоа што викаш ти, до Брайан Фери кога ги работевме Roxy Music во Охрид, исто му се јавил на шоферот и си прочитал Брайан Фери дека Охрид има 365 цркви и му рекол сакам барем во 10-15 цркви да ме однесеш, и Брайан Фери си станало на од 7 сати, се договорил со него и овој си го шетал, овој си се сликал и одушевен беше после, знаеш. Тоа се работи кои што во принцип не можеш на сила да ги наметнеш. Некој е анксиозен и не излегува од соба, некој сака да шета, некој е расположен, некој не е расположен. Тоа сакав сега да те прашам. Колку сте спремни да одговорите на рајдер листата на она што мораме ние да одговориме на рајдер листата. Имат ли некои сулуди барања, да речеш чекаме? Не, тоа нема тука ништо специјално во основа. Некогаш не иритирале некои глупи бизарни барања во кои што нема потреба да именувам, кои рецимо ќе ти стават 10 штеки Малборо. И се тие 10 штеки Малборо круто нивно ги зема, ги пуши и така дале, а ти ги плаќаш као промотер. А иначе, верувај ми дека се е тоа исклучиво во функција на тотален убав помин на времето на артистот, на пат. Ајде само уште ќе спомнам две имиња. Еми Вајнхаус, сакам да спомнам таа приказна која што беше концерт кој што го организиравте нели во Белград, и вели што е единствениот концерт над кој што ние реално немавме контрола. Види, на многу концерти ние немаме контрола, ама овде немавме никаква контрола. Овде немавме никаква контрола ради договорот, затоа што во договорот стоеше дека хотел сами букираат, си испостави дека во исти хотел сме, дека локален транспорт сами букираат и така натаму. Единствено што екстра од тоа негде во некое лудо време во 5-6 побара, мислам дека Еми немаше шатори, него имаше од тие најскапи можни контейнери што се поставуваат за концерти. Мислам дека сме ги имале нив само за Еми Вајнхаус и за Iron Maiden на Калемегдан кога ги работевме тие побара билијард. Еми сакат пред концерт да игра билијард. И ја му викам на Данче, бе супер е овие што чим бараат маса за билијард, значи женава добра е, знаеш. Кај нас постоеше цело време одреден страф за таа работа.
И ако постои некогаш во живот некој одреден потек да сум го повлекол јас до право време и на право место, беше ние која ја потврдивме Еми Вајнхаус, која е изузетно скап артист. Така. Јас викам, малце ми е мене ова, прво 75 минути стоеше дека свири Еми Вајнхаус. И се ти одлива да правиш сала. И има ја некоја комуникација со агентов од Моби, кој е доста скап. Еми Вајнхаус 250.000 фунти, Моби 100.000 евра. И ја викам, дај да го договориме ние и Моби, затоа што лоши се настапиве на Еми. Настапиве на Еми се или просечни или лоши. Она е као некој циркус сам по себе. И луѓе не идат да гледаат циркус во граница на нормала. Дај да го договориме Моби. И тоа не најде на некој расположение во фирмава, као што ќе ние Моби Еми ќе продае. Ја викам не, да го договориме Моби. И тука после исто така некако, викам ајде ние да пробаме, пошто публикава на Еми е помлада, а на Моби се технаджи. Ајде викам да пробаме ние да го ставиме Моби после Еми. Тоа ни ја спаси и кариерата, животот ни го спаси тоа. Да се случише тоа што се случи, Моби да настапеше, па да настапеше Еми, мислам дека ќе поминеше тоа по Авалон и по Еми на лице место, таму многу полошо. Него вака сепак луѓе го знаеа дека има светски артисти после неа. И да се вратам на тоа што ме праша. И сега од билиард до тоа да јас ги видов Мишко и Филип од Авалон, тие дојдоа и разлекоа платна некој, ја не знам, еве сега се мислам од кај ги најдоа тие платна. Пред трейлеров на Еми разлекоа платна некој и дојдоа 2 црни Мерцедеса. И тоа се случува тамо, јас седам овде, тамо ги гледам Мишко и Филип и го гледам Филип се фаќа вака за глава. Ја викам, не појма што е работа. И за 15 минути почнува концертот. И се случува тоа што се случува. И Филип ми вика, вика, знаеш дека ја видов дека и затоа се фатив за глава, ја фатија, Еми ја извадија на раце од задно седиште. Сирота Еми, веројатно и тогаш немаше поише од 40 кила. И останатото е историја. Така. И уште една работа да кажам, да не остане некажана, јас бев убеден и после тоа ми беше многу криво и падна во една депресија која траеше 1-2 недели. Ја бев убеден дека менаџментот кој што беше со неа намерно ја пушти да се избрука, Так. за да направи планетарна глобална брука од тоа што е за неа огромна реклама, пошто таа тогаш снимаше нов албум. Така. И мислев дека е тоа наместено. Не е наместено дека она го одглуми, него Јасно. они, и кога почина некои 20 дена после тоа, ја викам, лоша ми била проценка. Да. Ќе те вратам сега на една поведра тема, ќе спомнам тука Каролина Гочева, со која што со години соработувате. Дури и пред 2 години на пресконференцијата кажа, мислам дека Каролина доволно зборува тоа што ние веќе не подпишуваме ни договор. Очекуваше ли кога прв пат со незе решивте да соработувате дека тоа ќе трае за цел живот? Не, ние сме фамилија со Каролина и нема потреба. И фамилија сме и мислам дека двете страни квалитативно си ги задоволуваме сите пориви и јас добивам од неа тоа што ми треба за да работам со неа. Она добива со мене исто и поради тоа ние рецимо би можеле да бидеме фамилија и да не работиме. Ама мислам дека јас и Каролина се разбираме и 3 дена ако не се чуеме, а ретко тоа се случува. Јас знам како се чувствувала она пред 2 дена у 5 сат попладне, исто и она за мене. И имаме многу теми за разговор кои што не се поврзани со работата. Соработувавте со познати музички имиња, меѓутоа нели Тоше беше Каролина, добра Каролина се уште Нокаут, тоа беше Ареа, најголемите. Тоа, знаеш што е, сега правиме муабет дека
Мија ми вика пред некој ден, ми треба CD од Врчак. Кај ти текна сега CD? Вика еден другар мој или другарка сака да го поклони на еден братучет. Сега веќе доаѓаме во ситуација во која онака како што сум ја носталгичен за Биело дугме и за риблја чорба, сега се носталгични тие македонски генерации по таа музика од пред 20 години, кога ние бевме стварно, значи, како да ти кажам сега, Пинк продукција, Звезде Гранда и така дале, тоа све касни едно 10 години, после Авалон продукција, Тоше Каролина, Нокаута, Реа Ерзана, Брейк, Игор Джамбазов, тоа се златни времиња, Врчак, да, тоа се златни времиња во кои што знаеш како имаше ситуација албумот на Врчак да се издае негде околу 5 декември и до крај на година да се продаат некои 7-8 илјади носачи на звук, претежно касети. Тоа време касети и дискови. И сега ја не знам дали воопшто имаме ние примероци од тие касети. Најдовме некои 2 диска од Врчак и исто така се чувствува огромна сентименталност на многу девојчиња што растеле со песните од Каролина за раниот материјал на Каролина. И едноставно во моментов најмногу продава носталгија. Така. Добро, има ли некоја посебна група, пејач во кој што гледаш идна соработка, да речеме? Овде во Македонија не пратам ништо. Не пратам ништо, значи многу некако чудно и лошо време, некако може да се деси да некој се истори од реклама за една одредена работа и таа работа, а јас сум 24/7 во тоа да не дојде до мене. Така. Знаеш. Оваа манифестација, не сакам да ја именувам, која може да биде значена само во држава као Македонија, јас дознав дека се одржува 2 дена пред да се одржи. Сега многу ми е чудно тоа. А од друга страна, па право да ти кажам, оној момент кога е нешто вредно на внимание, па не можеш да се спасиш од тоа. Рецимо као Дупер која се појави. Така. Не можеш да се спасиш од тоа. Јас ги пуштив песните на Дупер во Хрватска. А тие во Хрватска одлично котираат Дупер. Во која тој тип на музика е сериозен бизнис и они рекоа само препевајте ово на хрватском и ово ќе бити huge major на простору бивша Југославија. Али онда децата направија тоа што го направија и тоа е тоа. Сакам да ти кажам дека колку год да не пратам, па тоа што е вредно на внимание нема шанса па да не исплива. Што значи дека многу малку работи има вредни на внимание. Колку кога организирате некои концерти ќе дојде еве светска звезда Енрике Иглезијас, Боб Дилан, колку имаш притисок да ти се јавуваат политичари, министри? Слушај Бобан, сакам да најголемиот притисок во историја на Авалон продукција е за дајте музика. Ајде, тоа сакам. Сите се сакаат да бидат добри мајки и татковци и да се исчистат пред децата и ја на сите пријатели и спонзори ќе се потрудам да им помогнам. Што се тиче тоа, најголемиот притисок е во историја на Авалон продукција и тоа ме прави многу радосен, да. Бобан, јас ти благодарам на убавиот разговор и ви посакувам успешна сезона. Јас ти благодарам. Сега се подмиривме за наредниве година 2 со со концерти и со интервјуа. Со интервјуа. Добро е да спиеме мирно, нема да даваш на други места. Не ни бараат, него едноставно нема потреба да се вртат едните исти муабети. Во принцип ова беше убав муабет и сега зашто да се понавља на друго место, некој да види што сме правиле овде муабет и 90% истиот муабет. Ти благодарам за убавиот разговор. Фала и на тебе.